Ја не сум Кирил Зарински. Шо барам тука? Дами и господо, добре дојдовте. Во уште едно ново издание на Другите вести. Единственото место во етерот кое е фокусирано на оние вистински новости кои другите телевизии избегнуваат да ги коментираат. Другите вести не се ослонуваат на вештачка интелигенција, па фала Богу ниту на природна интелигенција. Туку ние нашите вести ги добиваме директно од најдоверливиот извор во земјава. Facebook профилот на Зоран Буре Весник Божиновски и локалните и регионални интернет портали. Моето име е Кирил Зарински, а ова се Другите вести. Зоран Буре Весник Божиновски, брат. И секој ден има некоја голема вест, брат. Зоране. Требаше, ама... Викендов поминаа локалните избори, а ние како Герила ТВ каналот кој што го представуваме, успеавме да изнесеме едно од избирачките ливчиња. Режија? Види што е ова. Би имам видено теписи пократки од ова. Што е ова? 7000 избирачки број. Што е ова? Абе, камионски церади се прават со помалку материјал. Погледни, види што е ова. Гледај. Оп, и ете го господинот Орце Ѓорѓиевски. Режија, благодарам. Согласно резултатите од првиот круг, многу е известно и дека Скопје ќе добие нов татко на градот, кој, согласно на довербата која му ја најавија граѓаните, најави дека тек сега на градот ќе му јебе мајката. Останете со Другите вести. Продолжуваме со поведри вести. Македонската медицина собира интернационално искуство. Минатата недела, 9 хирурзи од Македонија беа на обуки во Турција за трансплантација на бубрези и на црн дроб. Тие ова го опишаа како, цитирам, непроценливо и незаборавно искуство. Имаме и фотографија од хирурзите пред патувањето во Турција. А еве и фотографија од хирурзите по враќањето во Македонија. Трансформативно искуство. Благодарам на вниманието. Грција го изгласа контроверзниот закон за 13-часовна смена. Имено, грчкиот парламент изгласа закон кој им овозможува на работодавците да бараат од своите работници да останат на работа и до 13 часа. По оваа логика, конфекцијските работнички од Штип веќе одамна работат по грчки прописи. Инаку, административниот сектор во Македонија излезе со сличен предлог на грчкиот, да се изгласа 13-часовна работна недела. Македонската влада најави сличен закон, меѓутоа административниот сектор рече дека ако се воведат 13-часовни смени, ќе им остане премалку време за пумпање на патни трошоци. Индикации за ваков закон постојат и во Македонија, но административниот сектор вели дека едва издржува да се преправа дека работи и по 8 часа дневно, па камоли по 13. Второ издание поред имаме вести од културата. Тапанот на српскиот бенд Репетитор исчезна по нивниот концерт во Скопје. Бендот објави дека тапанот, кој им е од особена сентиментална важност, најверојатно бил земен од соблекувалната во Младинскиот културен центар. Извинете, од режија ми јавуваат дека сепак не било тапан,
туку било добош. Во ред, ајде да ги смириме страстите за момент и да бидеме оптимисти. Може би сепак кражбата на тапанот ќе биде пресудна, добро, тапанот. Може би кражбата на добошот во случајов ќе биде пресудна за репетитор да престанат да прават музика. Што може да биде само добра работа. Потрагата по тапанот продолжува. А од останатите вести од културата, Гарот Авитјан се пофали со неговиот нов тапан. Ах, гарабет. Научниците изнесоа клучно откритие за пирамидите. Во внатрешноста на една од египетските пирамиди се пронајдени Мистрија и Маламашка, што само ја потврдува мојата теорија дека пирамидите се изградени од паланчани. Ама режија, не ли е така? И за крај, метео. Или сепак Матео. Времето исто како ѓубрето. Мизерија. За вестите од терен денес и никад више, Матео. Извини, Матео. Јеби го. Драги гледачи, тоа беше се од ова издание на Другите вести. Останете со нас и следната недела, за да ги дознаете сите новости за кои другите телевизии се преплашени да зборуваат. Јас сум вашиот домаќин, Кирил Зарински. А вие сте толпа. Довидување. Вие сте толку! Фала, мамо!